Странските директни инвестиции во земјава бележат сериозен пад во 2025 година. Според податоците на Народната банка, за првите 9 месеци од годината се реализирани само 209,4 милиони евра странски инвестиции, што е речиси 4 пати помалку во споредба со истиот период лани, кога надминува 840 милиони евра. Најзагрижувачка е состојбата во третиот квартал од 2025 година, кога наместо прилив е регистриран нето одлив на капитал од 21,8 милиони евра. Овој негативен резултат е последица главно на големите одливи кај должничките инструменти, кои изнесуваат 73,2 милиони евра, како и на повлекување на средства од реинвестирана добивка во износ од 3 милиони евра. Во истиот период, сепак, имало прилив од 54,5 милиони евра преку сопстvenички капитал, но тој не бил доволен да го покрие одливот. Кумулативно од почетокот на 2025 до крајот на септември, позитивниот биланс од 209,4 милиони евра главно произлегува од реинвестирана добивка од 272,6 милиони евра и од инвестиции во сопстvenички капитал од 208,2 милиони евра. Од друга страна, вкупниот ефект силно ги намалуваат нетоодливите кај должничките инструменти, кои достигнаа 271,4 милиони евра. Ова укажува дека домашните компании повеќе ги враќале своите обврски кон странство отколку што се задолжувале. Покрај падот на директните инвестиции, инфлацијата останува дополнителен економски предизвик. Иако е надминат шокот од 2022 година кога инфлацијата беше над 14%, таа се уште е стабилна, но упорна, на ниво од 3,5 до 4%. Тоа значи дека трошоците за живот и понатаму представуваат товар за граѓаните и бизнисите. Драстичниот пад на странските инвестиции и појавата на нетоодлив во третиот квартал испраќаат сериозен сигнал за влошување на инвестициската клима. Иако реинвестираната добивка ја облажува сликата, потребни се итни мерки за враќање на довербата на странските инвеститори и за стабилизирање на економскиот раст.